Отворањето рудници во југоисточниот дел на Македонија за жителите е борба за чист воздух над сите политики. За државата е огромна инвестиција и можност за намалување на невработеноста. Лавина од реакции предизвикаа одлуките да се дадат концесии за изградба на неколку рудници на територијата на Македонија, првпат по 40 години. Бурата почна со рудникот за злато на Кожув, а продолжи со Казандол, рудник за катоден бакар, чии темели беа поставени уште лани во август. Комплексот беше најавен како инвестиција проценета на 35 милиони евра, а во првите 7 години се очекуваат приходи близу 135 милиони или околу 20 милиони евра годишно. На Казандол беа потврдени огромни резерви од бакар и злато. Во Валандово, на планината каде што се простира рудникот, не наидовме на ископи, но она што со голо око се гледа е голема машинерија, која укажуваше дека тука нешто големо се гради, а тоа го потврди и знакот на кој пишуваше рударски комплекс Казандол. На отприлика 500 метри од местото на кое се гради големата инвестиција, се забележуваат голем број куќи. Секоја куќа има голем двор, а внатре многу деца. Мажот што стоеше во дворот ни рече дека овде се живее од она што ќе се заработи од одгледувањето добиток и тутун. Прече, как нема да прече, оти тук сме ние. Од што живеете? Стока повеќе и таков земјоделски работи, тутунче му. Мислите дека ќе ви делува негативно на здравјето на вас, на вашите деца? Как нема да делува, тука нема 500 метра сме ние. Што 500 метри ќе фати и во дицето ја тука. Мислењето дека рудниците и зелената економија не одат заедно, го делат и жителите на трите општини – Дојран, Валандово и Богданци, на чија територија е планирано да се простира рудникот за катоден бакар Казандол. Тие бараат референдум преку кој ќе можат да го кажат своето мислење за изградбата на рудникот. Во Богданци, на денот на референдумот, жителите беа едногласни. Гласавме за чиста средина. Богданчани велат дека работењето на рудникот Казандол ќе значи бавна смрт за населението. Ние не сме против рудникот, значи да не се свати погрешно, него сме против третирањето на јаловината и третирањето на рудата со хемикалии, значи со цијанид и со сулфурна киселина. Само за ваш податок, складирањето на таа условно кажано јаловина и киселина заедно со цијанид ќе биде во отворени езера кои, не дај Боже, по некоја природна катастрофа можат да ескалираат до степен на загадување од библиски размери. На потегот од Радовиш до Кавадарци, почнувајќи преку Струмица, Гевгелија, Богданци, Валандово, Дојран, па се до Кавадарци, издадени се концесии за 22 рудника. Во овој југоисточен крај живеат околу 350 до 400.000 жители, кои главно се издржуваат од земјоделство. Жителите велат дека не може да ја сватат стратегијата на владата и на оние што ги издале концесиите за овие рудници. Како тоа во еден земјоделски крај да се отворат 22 рудника? Ако власта има стратегија да им се помогне на земјоделците преку субвенции, откаде сега одеднаш се отвораат рудници кои ќе бидат погубни за овој крај? Она што е интересно е која е користа на државата од изградбата на овој рудник. И градоначалничката на општина Богданци е вклучена во битката за чиста животна средина. Сметам дека рудници од ваков тип на толку блиско растојание, ние сме многу густо населен регион, практично на 5 километри има населено место од било која точка. Дека кажува дека нашите краеви се земјоделски и туристички, да речем, заради Дојран, Планини, Кожув, Беласица, и дека тие 2 или 3 стопански гранки се спротиставени и не одат едно со друго. Едноставно не е можно регион што има таква индустрија да добие сертификат за органско производство или здрави земјоделски производи или здрава храна. И жителите на Валандово побараа да се запре со изградбата на рудниците на нивната територија. По успешната иницијатива и по подолги перипетии во Советот на општината, во Валандово кон крајот на август треба да има референдум, но градоначалникот не сака да го потпише решението на советниците, што според Сдруженијето Спас за Валандово е кривично дело. Иницијативата ја покренавме против изградбата на рударскиот комплекс Казандол и за тоа, за Валандово, општина Валандово да не се развива со Г1 тешка загадувачка индустрија. Сакаме да се чуе гласот на граѓаните и они преку непосредно изјаснување на референдум да се го кажат своето. Во Дојран референдумот е закажан за 23 јули.
Компанијата Сардич МЦ лани во август во Казандол го постави камен темелникот на рударскиот комплекс за производство на катоден бакар. Станува збор за англиско-украинска инвестиција. Капацитетот на рудникот е 4000 тони катоден бакар, а ќе биде вградена современа технологија од фински Аутотек, која, како што велат инвеститорите, нема да има негативно влијание врз животната средина. Бошко Сибиновски, директорот на компанијата Сардич МЦ, е дециден. Рудникот се гради според најстрогите барања и стандарди, не само од македонското законодавство, туку и според принципите на Европската Унија. Морам да нагласам дека ова е редок пример на технологија, кога очекуваниот профит и екологијата се наоѓаат на иста страна, вели Сибиновски. Меѓутоа, на другата страна се граѓаните, кои се упорни во своите барања.